јас баш се, да во наша земја умни деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Јас сум Лјупчо Николовски, од Крушево потекло. Живеам во Скопје. Во брак сум со Елизабета Николовска. 10 години сме во брак. Имаме 2 дечина. Очекуваме на трето дете. Вработен во РГО Бетон. Готвач. Јас сум Елизабета Николовска, имам 28 години и сум од Скопје. Сопруга сум на Лјупчо Николовски, кој е од Крушево. И сме заедно веќе 10 години. Јас сум Александар Николовски, учам во основното училиште Тихомир Милошевски. Јас сум четврто одделение. Имам сестра што е помала, се вика Дијана Николовска. И чекаме уште една сестра. Јас сум Дијана Николовска. Имам 7 години. Учам во основното училиште Тихомир Милошевски. Имам еден брат постар што се вика Александар Николовски. Чекам уште една сестриче што сум многу сум среќна. Сакам да биде здраво, живо и право. Време е за бебе. Со Елизабета се знаеме 11 години. Претходно ја живеев кај постариот брат во Волково, така да не запозна другарка на Елизабета. Со Лјупчо сме во брак 10 години. Се запознавме пред 10 години и тоа случајно. Она стварно ми се допаѓаше уште од почетокот. Имав некои замисли према незе, што се викаат, некои чувства. А мета работата не ми налагаше да се гледаме постојано со незе. Инаку ја вработен сум во Бетон, работен како готвач, така ми беше работата, што се викат на терен сум модел секаде и така да немав можност да ја гледам постојано Елизабета. После известен период, после година и кусор дена, се видоме во автобус и така да ја препознав онаше и придов едноставно. Не запозна прво другарка, бевме другари, се дружевме, излагавме навечер, изгубивме контакт. После 1-2 години се сретнавме случајно во автобус, не беше сигурен дали сум јас. Ми пристапи кон мене, ми вика здраво, ја го погледнав здраво, ти си Елизабета, јас сум Лјупчо од Волков. Здраво, здраво, така почна нашето дружење, излегувавме на 2 месеца, 3. Дури излегуване со незе, што се викат, имав пријатно чувство према незе, ја засакав едноставно, што ме праша дали да излегуваме. Јас тогаш го потпрашав, односно како другари или нешто повеќе од другари. Лјупчо тогаш рече, па нешто повеќе од другари. Па девојка, да. И така бидна да почнеме да излегуваме. Излегувавме едно 2-3 месеца. После еден период ти предложив и брак. Едно излегување, после излегување се враќавме дома, правевме муабет општо за све, падна муабет и за мажење, женење, за понатака. И одеднаш он застани и ми вика, па зашто ти не се омажиш за мене? И ја го пугнев, чекај сега, како така? Па така вика, ете, заедно сме, вика, зашто да не бидем и понатака, сакам со тебе да бидам. Па ја реков, добро, и јас
што се вика, та ми предложи да живееме кај незе заедно, пошто она беше сама и има ти постара сестра, и така да се договореме со незе заедно. Така испадна да си дадеме збор, што се вика, почетокот, после ден-два дојде кај мене, со мајка ми правеа муабет, се договорија, се всели кај мене. После тоа правиме веридба со Елизабета, после ни се роди првото синче, Александар. Во брзање некако дојде регистрација, па детенце прво што се вика. Интересно, возбудливо беше со него, што се вика, дека се навикнам како треба, што треба. Мајка ми беше тука, ми помагаше исто многу. Тој период беше прекрасен, што се вика. Првото синче ми се родило. Ја бев пресреќен, што се вика. И бев многу задоволен, што се вика. Секој татко си сака прво синче, што се вика. Беше интересно, возбуда, што се вика, солзи радосници. Секогаш до мене сакав да е, да не се одделам од него. Ми беше, што се вика, интересно. Ми се смени животот, едноставно сватив дека е поубаво со детенце, дека детенцето е благослов, убаво за мене, за таткото, и едноставно решивме да имаме уште едно. После тоа ја добине Дијана Николовска, после 2 години. Чувството беше стварно прекрасно. И така да бев многу задоволен. После година и пол така ми се роди Дијана. Беше исто возбудливо, интересно како ќе се снајдам со две, ова малецко, ова уште помалеско, но сепак не се грижев толку, пошто знаев дека мајка ми е тука со мене. Љупчо исто тука, ќе си помагаме, ќе помине тие кризни моменти, дека едно помало, ова уште помало, како ќе биде. А се реагираше интересно, бебе, мислеше е кукла, сакаше да ја држи во раце, ние не му дозволувавме. Кој многу си ја сакам исто, таа многу ми го промени животот. Па исто, кога спие бебето, јас бев со Аце цело време. Игравме, боиме, цртаме, играме со топка. И денеска е така, значи се обидувам да бидам и со двете, за да не ги одделам, да не помислат него го сакаш, не ја сакаш поише. Така да гледам да најдам некој баланс. Него ако му помогнам за школото и помагам и на Дијана. Така да се обидувам да држам една рамнотежа, за да не осетат кого поише сакам се. Ја двете ги сакам, ама деца како деца ќе речат мама сака бато поише, а се ќе рече да ја сакаш поише. Така да се обидуваме еден баланс да го споставиме. Во смисол да многу ми помага, многу ме сака, многу приврзана према мене. Она што е сепак Јаце многу приврзана према мене. Александар е четврто деление, има многу голема желба кон спортови, фудбал, кошарка, па сега се договараме дали ќе биде фудбал или кошарка да го запишеме. Тука уште се двоумиме. И така да ќе видиме. Сакаш кошарка, фудбал? Па, на што било важно во некој спорт? Добро, спорт да, ама сега кошарка или фудбал? Се одлучи или уште се мислиме? Па, кошарка. Кошарка? Да, со ќеркичката повеќе ми помагат, дали во кујната, инаку сум готвач, многу настојува да готви со мене исто, да ми помага да сервира заедно со мене, во тој смисол, тато вака, тато така, да ми помага. Во тој смисол, ќерката што се викат многу приврзана према мене. Ева, моментално спремаме пекарски компир со свинско. Ова што е многу ќе им помагат и тука и ќеркичката моја, Дијана. Претежно заедно си правиме јадење што се вика по дома. Ето. Претежно макарончина, шпагети, мусака, гратинирани макарони.
поготово дека сопругата е времена, исто така многу и помагам. За готвење ема кукари, многу си го обожавам. Ето малце оригано. Дај, ај стави ти. Па не, мислам, она све што е посебни желби, мислам, ми се правеле. Претежно сакалам гратинирани макарони, помфрит исто. Ево тука малце сува пиперка. Кромиче малку. То заедно све се меша. После иде свинското месо. Многу сакам кога ми правиш кромит салата. Да? Да. Ќе добиеш. Свинското месо се реди врз компирот. Добро, сине. Е така. Чаша вода. Ова све се поклопува. Ова многу вкусно изгледа. Да. Се остава сат и 20 минути. На загрена релна од 200 степени. Стварно ќе биде вкусно, да, тата? Да. Време е за бебе. Овие ми се моите две внучиња, Александар, кога ми дојде на свет, ми беше најголемо задоволство. Сакам да имам внуче. И Господ ми исполни таа желба. После по Александар ми дојде Дијанче и таа ми е добра, паметна, си учат, си онадат, сите сложуваат, си играат. Александар во школа многу сака кога имаат представи да глуми, да пее песнички, математика добро му оди, македонски, музичко, добри по сите предмети е добар, но сепак го гледам дека го влече и глумата, актерството, така да може еден ден што се вика да стане глумец, тоа си е негово, или кошаркар. Он тоа ќе си одлучи. Вие не знаете, што ли прави мојот дедо, што ли прави мојот дедо. Сучи муста, сече дрва, ајде сврти се во круг, ајде сврти се во круг. Вие не знаете, што ли прави мојата баба, што ли прави мојата баба. Пече пита, плете чорап, ајде сврти се во круг, ајде сврти се во круг. Дијана е второ оделение. Со нејзе се уште ги учиме буквите, како убаво да пишуваме, то да пишуваме. Она сака нешто ни поспомна игроорна да биде, да се запишеме. Па сега кој ќе има упис? Ти? Зашто? Сакаш игроорна или? Игроорна. Игроорна, да играш, а? Да. Во школото е добра, гледам математика добро и оди, македонски, ликовно, музичко, но поише кон цртањето, сака да си црта, да се изразува така, да нон-стоп со боички, со лист у рака. Мамо, ја нацртав ова, мамо, нацртав она. Добро, викам, браво, петка. Внучињата си ги носам некогаш во школа, ги шетам во парк, таму, ваму, кога ќе сакаат нешто. Кога ќе треба, ако знам нешто да им покажам за во школа, ќе им покажам, ќе им онадам. Ако не ќе речем, сине, ја баба не знае, тоа не учила вие сега што учите, така. Али добри ми си внучињата, паметни се, учат, слушаат. Сестрам играме па некои игри што се двеа, па некогаш ако многу ја сакаме таа игра е со едно. Еден ќе биде на една страна кај што треба да се контролира нешто, а друг ќе биде на друга страна. И така играме. Време е за бебе.
бебе. Кога останав со третото дете, прво бев јас изненадена, не ми се веруваше после подолг период. Им кажав на децава се изредуваа многу. Аци и Дијана се изредуваа многу. Рекоа, аз се рече, јас сакам братче. Дијана, сестриче сакам. Кога остана Елизавета бремена со трето дете, многу бев среќен. И одака јас не настојував толку да остане бремена, што се вика, те продаде финансиите она. Но сепак, она се вработи и така да малку ми олесна, што се викат, и многу бев среќен, што се викат. Љупчо беше изненаден, па добро. Децава го попрашува, тато, ти што сакаш да биде? Љупчо вика, по мене не ми е важно, што е важно да е здраво, живо и право, па сега и тоа е дете, и тоа е ангелче. Така ме сакате, па баба колку може ви помага, ви дава, само здравие, вие да ми бидете среќни, весели, да се слушате мама и тато, после сега кога ќе дојде на свет третото бебче, да си го сакате, да си го гледате. И од одма. Па од одма, да си го чувате и така. Па прв пат кога дојдов тука, Елизавета, стварно беше пријатно. Многу бев изненаден, што се вика. И малку срамежлив. Малку срамежлив. Ете, друга куќа што се вика Свети работи. Она добро стварно ме прифати. Добро ме прифати стварно и татко е тука, беше уште жив тоа време, мајка е. Доста добро ме прифатија. И така да сум немал ништо недостаток што ми фалело, што се викат. Секогаш сум имал нај. Многу љубов од стварно од Елизавета. Стварно многу се сакаме. Ева чекаме и трето. Нема што да надокнам друго нешто. Тато, многу сум возбуден кога ќе се роди бебето, двој чекам да го видам како изгледа и да го држам. Ако е браќа или сестри без разлика? Па без разлика. Да? Нека здраво е живота? Да. Ти? Возбудена си кој ќе се роди бебето? Многу сум возбудена и многу те го сакам кога те се роди. Само сакам да биде здраво, живо и право. Да? Браво. Браво. Време е за бебе. Со мене се знаеме, така? А сега дојдовме да го гледаме малото бебе, така? Да, големо е веќе, порасна, а? Шо викате вие? Ајде, Стефанија, значи ти си сега главен со две сестри, така? Ајде сега да видиме, да ја прегледаме Стефанија. Значи, овдека имаме една фонтанела која што е отворена, имаме предна и задна, така се вика тоа, тука коските не се споени, тука треба да расти мозокот и треба да има време за да тоа порасне. Која ќе направи некаде 18 месеци, коските ќе се спојат и ова ќе се затвори. За тој период ние треба да пиеме капки. Детери, затоа што релативен недостаток има во мајчиното млеко на тие капки, ние мораме да ги надокнадуваме. Ако имаме многу гасови, значи го земаме вака, го притискаш малку со раката тука и удри малку вака. Гасовите да излезе. И продолжаваме да цицаме. Така, цицањето ни е основната работа. Готово сонце, готово. Уредно си е се, на градичките, на срценцето, се си е убаво. Ето така, браво! Време е за бебе. И така на 20 10 децава ги носев на роден ден, требаше да идат вечерта. Ги однесов на роден ден, по враќањето му е од ги однесов децата. Се вратив, сопругата ми се пошали на болки. Вика, Лупчо, вика, треба да идеме на болница. Викат... Одеднаш почувствував остра болка во половината и ја помислив, не, ништо ќе помине, пошто повише пати ми се дешавало да имам лажни болки, да не биде вистинските. После едно 5-10 минути гледам, па болка и му викам на Љупче, ајде, викам, време е, треба да одиме во болница. Ама како, викам, сега ќе идеме кога деца више се на роден ден? Добро, вика, не е проблем, вика, ќе поедам со мајка ми, викат, со такси ќе земам, викат, ти земи ги децата, викат, ти биди дома, викат.
И така испадна, мислам, она замина со мајка е заедно на лекар. Отидовме со мајка ми во болница, ме прегледа, вика, нема да си идеш дома, вика, ќе останеш. Тој момент ја почнав онака солзи радосници, викам, добро, ќе биде, ќе помине. Малце и за децата дома, како што ќе реагираат, кој ќе виде дека ме нема, дека научени цело време со мене. Излегов надвор и кажав на мајка ми дека ќе ме задржат. И мама е добро де полека, со среќа, со лесно, вика, не се паничи, ќе помине, не се плаши, вика. Децата ме прашуваа, викаат, каде е мама, викаат, зошто ја нема дома. И така да му раскажав дека е во болница. Викам, ќе се родители братче или сестриче, они беа многу возбудени. Кога се роди Стефанија, ние бевме на роден ден, кај моје другарче, школско другарче. Од кога заврши роден денот, ние се вративме дома. Го прашувам татко ми, каде е мајка ми? Ја бе возбуден. Татко ми вика, во болница. Ја викам, стварно? Татко ми вика, навистина. Јас не возбудлив, му викам, не стрпелив, му викам на татко ми. Јави се да слушна мајка ми малце, јави се. Татко ми вика, почекај малку, стрпи се. Мајка ми замина дома, ја остана во болницата, мислев на Наци, на Дијана, како им е, што им е, како ќе реагираат. После кога се врати бабата од болница, она ни раскажа, викаат, Лупчо, вика, и задржа, викаат, Елизабета, викаат, на лекар, викаат, таму, викаат, и така да, викаат, не наичекување, викаат, да се породат. И така деца малку се смирија. После едно известно време, неколку сати, се роди Стефанија, па ми ја дадоа во раце. Ми беше малце чудно после 7 години да држам бебенце, но сепак чувството е прекрасно, незамисливо, неопишливо. Малце 2-3 солзи падна, ми капна. И сватив дека е супер, дека е сепак чувството тоа, не е променето. Помислив на момент Дијана и Јаца многу ќе се израдуваат. И во 4 сатот и 30 минути со бајлето ми врти телефонот, ми се јави сопругата. Вика, Лупчо, вика, че сито викат, доби ќерка. Бев толку возбуден што се вика, не може да поверувам. Децава исто стана, вика, тато, шо е, викат, шо е работала. Му кажувам, вика, добивте, викам, сестричка. Аце малку беше, што се вика, намаштен така, он беше повише за братче. Дијана толку многу се радуваше, стана, ме прегрна. И така да, викат, кога ќе одиме кај мама, ај, викам, са бајле, викам, кој ќе се раздене, викам, ќе појдеме заедно, викам, ќе ја видите, викам, мајката. Додека ја носев Стефанија во стомакот, ми се роди некое посебно чувство спрема нејзе, се поврзав поише. Не дека не ги сакам и другите две деца, и нив ги сакам, и поврзана сум исто и со нив, ама некако ова, дали дека најмало ќе биде, некако посебно некако се поврзав со нејзи кога се роди, и ја сакам тоа многу, и другиве деца две ги сакам, секој дете е исто, не менја тоа ништо, ама некако ете поврзана сум со нејзе, ве гледам, и малец Стефанија поише поврзана со мене, за разлика од Дијана кога беше бебе и Александар, они ќе се нацицат, ќе се најадат и ќе си заспијат, остави ги си лежат. За разлика сега со Стефанија, ќе се нацица, ќе се напие млекце, ќе си заспие, ама поише сака со мене во раце да биде. Па сега ми е многу поубаво, што се викаат после 7 години разлика од второто дете. Многу сум среќен, што има повторно ќеркичка. Сака во раце, да ја шеткараме низ соба, некако да има чувство дека има некој со нејза, дека не е сама. Аце знае често пати да ја земе во раце, да ја шетка, додека јас да истопвам лекци или алишта, да и најдам за да ја преоблечам. Аце знае често пати и памперс да ја смени.
па Стефанија повеќе сака во раце се држи вака, малку размазена е. Така да и деца се карат јас тато да ја земам, девојчето тоа вика јас тато да ја земам. И така да подеднавко мислам према сите деца. Не ги делиме, мислам, не правиме разлика поголемо или помало. И така да све заедно, мислам заедно с не, му дозволам да ја бањат, да ја прособлекуваат и свети тие работи. Името Стефанија, јас сакав да се вика Стефанија, заради татко ми беше починат и сакав на негова буква да биде и убаво име и пус и старо македонско и зашто да не. Рековме Стефанија нека биде. Стефи, кај си тато? Стефанија, заспаке тато одма. Па претежно она кај мене кој ќе биде, она спие претежно. Некојаш и си ја ранам исто заспива кај мене. Некојаш ја пресоблечам исто и помагам на сопругата. И така. Ајде, кој сега ќе ја држи? Полека и 20-та. А јас се седнем малце поназад. Да ти ја дадам убаво. Да ја фатиш, а после 2-3 минути ти ќе ја држиш. Важи, Дијана? Ајде, нема љутење, помала си. Брат ти е поста. Ајде, се. Полека само главчето. Крени. Е така. Фати одоздола. Е така. После. Гледаш? Нека спие си, не се после. Да спа. И после кој ќе стане, ќе преоблекуваш. Спие, мама. Да, тото. После. Ај после. И смените памперс. Она е мала, не знае ништо. Го гледаш тоа како пиленце, малецко, на гранче. Е, така, баба ве сака, да си бидете вака сложни цел живот, сине, цел живот. Да сме повеќе, давам јас баш се, да во наша земја умни деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново